почитувани представници на медиуми, почитувани граѓани. Колку деца треба да бидат повредени од полицијата под раководство на Оливер Спасовски за тој да свати дека не е дорасна на одговорноста и позицијата што му е доверена? Во колку момчиња полицијата треба да пука за Оливер Спасовски да се свести дека треба да си даде оставка? ВМРО-ДПМНЕ предупредуваше дека тоталната партизација која Оливер Спасовски СДС ја спроведува во изминативе 3 месеци со поставувањето на некомпетентни кадри во МВР ќе створи хаос. Оливер Спасовски го парализираше МВР и придонесе граѓаните секојдневно да се вознемируваат од брутални, крвави убиства и безвредие. Поместувањето на полицајците по неколку скалила во хиерархијата, унапредувањето на своји луѓе на раководни позиции, само затоа што се со партиска книшка и партиска заслуга, предизвика несигурност кај полициските службеници и тотална нефункционалност на полицијата. Цената ја платија момчиња од 16 и 17 годишна возраст кои се ранити од струмичката полиција, каде што началник е доверлив партиски послушник на ЗАЕФ и СДС. Малолетни момчиња се уште се на болничко лекување, борејќи се за свој живот. Оливер Спасовски го нема да ги погледне во очи и да им се извини на нив и на нивните родители. Го нема да им побара да му простат и да им понуди оставка. Ги игнорира, а после диво населје трчаше да се слика со локалното население, исто како што неколку часа уживаше во фотографирање со извалкано возило. Јасно им е на неговите поискусни сопартици дека нема бегање и нема оправдување за тоа како Спасовски ја воли полицијата. Затоа само неискусниот и неискрен Павле Богоевски беше принуден да се срами и да се обиде да го брани тоа што не се брани. Додека јавноста е во шок, а граѓаните се исплашени за својата безбедност, Спасовски ужива по сплавови и се релаксира со скапи пијалаци. Почитувани, секојдневно полициите низ државата се случуваат убиства и преселки, како во осогласените фавели во Бразил, но Спасовски и ЗАЕФ со прст не мрнуваат. СДС и пред изборите беше во коалиција со криминалот и остана ист. МВР на чело со Оливер Спасовски, наместо институција која треба да им гарантира безбедност и сигурност на граѓаните, стана институција во која владее тотално безредие. ВМРО-ДПМНЕ уште еднаш јавно го повикува Оливер Спасовски да си поднесе оставка од морални причини и да не ја држи во стеги безбедноста на цела држава. Одговорност мора да има и ќе има. Многу брзо ќе се врати правната држава, а сите оние кои се дрзнале да го прекршат законот ќе се соочат со индивидуална политичка и кривична одговорност.